Сладкар моментално се актуелен со новиот сингл и со работката со Криско. Кажи ми како дојде до овој проект? Целувата ствар е тоа дека Криско, нашата агенција работи букинг за Криско овде и е ексклузивен застапник, а нивната агенција да е Facing the Sun ме букираме не таму. Јас сме стилски многу различни, али мислам идеолошки, текстуално и ова и она, ама најавна тема што не дира и двајцата, мислам дека направивме интересна ствар, добра ствар, тоа се гледа по самите цифри. За кратко време песна има преку милион, 1.200.000. Да, јас сум имал гледани спотови цел живот, ама ова не сум го имал, да, не може, мислам, не може. Може е да го гледаш ако те слушаат и малце надвор од држава, иначе со нашава население, мислам, со нашава популација овде не може тоа да се стигне. Имам гостин од Бугарија, се поише и поише има интерес за мене тамо и тоа е. Ти веќе имаш неколку настапи таму, ако не се лажам. Имам ја главно баш не идеме често и гледаме тие да ги да ги среиме и да ги направиме као концерти. Значи, у Софија не пеам клуба и баш можем да пеам еднаш годишно, знаеш. И ако пеам клубови, ако не пеам сали мали, тоест сали типа сала типа наш. Добро, Сладкар, како тоа секоја твоја песна има преку милион прегледи, а твоите колеги од естрада се жалат дека, тоест не се жалат, факт е дека не може да направат ни 200-300 зборам за поголемиот дел од нив, ретки сте тие што имате милионски, се жалат тоа дека нема каде се пласира нивната музика, дека медиумите се криви. Како ти имаш милионски прегледи, а они, еве, гледаме колку има. Веќе вака, реално целиот бизнис, целиот музички бизнис, тој шоу бизнис е паднат од пред 5-6 години. Али тоа се накви изговори, знаеш, кога ќе се соочиш со пораз и не имаш више друг изговор, освен тоа дека е крив некој друг. Не знам, ја гледам дека многу ги пцујат србите дека се криви, знаеш, мислам. Јас сум против тоа, знаеш, мислам. Многу голем дел од мојот леп има земено и Саша Ковачевич и не знам овој бенд и оној бенд, ама се не е он крив, брачо, го сакаат поише се. Шо е он крив со тоа што јас сум заработил помалку. Може и он, не и он мора да работи многу поише на тоа. Дали е тоа, дали он работи на музика, или работи на изглед, или работи на бренд, или работи на нешто работи што е врзано со него и носи толку луѓе, знаеш, и има, знаеш, кај нас ние сме таков народ, знаеш, не можеме да сме си ние криви. Не може да каже, па, тоа што направи чкарт песна, глуп спот и него има двајца на YouTube. Он се фура дека не го пуштаат на радио, не го пуштаат на телевизија. Мене никад не ме пуштале ни на ова, ни на ова. Цензурира неколку пати ради спотови, текстови. Дури имало се покренувале петиции типа забрањате у тој град да има концерт. Знаеш, ама луѓето, ако те сакаат, значи, да те нема буквално нигде, ќе се потрудат, ќе те најдат, ќе дојдат до тебе и ќе те слушаат. А тоа се изговори на слаб. Ти си Да е крив, освен ако мене полутот ми е гледан или не ми е гледан, не може да ми е крив ово или оно. Мора да сум се ја крив, јас сум крив ако е гледан, јас сум крив и ако не е гледан, знаеш.
не сум направил добра математика, не сум направил добра песна. Нешто не сум направил добро, а другите не можат да влијаат на тоа што го правиш ти, знаеш. Слаткар, речи се да нема шутка у песниве, секоја песна ти станува хит. Како ги бираш песниве? Како знаеш кој е хит? Дали слушаш на пример 10 песни и слушаш па ќе кажеш од овие 10 една ќе одберам? Не, на пример, порано се фурав дека многу знам што ќе им се свиѓа, што нема да им се свиѓа. Сега стварно ти кажувам дека не знам, не можам да предпоставам што ќе биде, не знам, еве кога што викаш хит, што нема да е хит, ради тоа што вајда више имам години кај што, знаеш, више владигаме и ние години кај што, да, ти имаш сигурност у себе, пардон, али некако си прошол многу, па не можеш баш да гарантираш дали тоа ќе е хит или не. Мене ми е битно дали песната ќе е хит или не, кога се вложуваат многу пари у спот. И тогаш ми е битно. Ако немам вложено, пример, прошла година имав еден сингл "Оф мој мајко", а јас сум онакви снимано со телефон, спот за 50 евра и тие некои шеми, уопште не ми беше битно, брат, дали тоа ќе го сакаат луѓе или не. Мене ми се свија, мене ќе ми е окей. Колку што од тоа што вложивме, добивме пута 100, тоа беше баш и идеалистичка стvar, што така у тој момент се сега дека требам да им се наебам у гъс, кој што пеам таа стvar. И така да се вратам на стар, целата стvar е тоа дека човек не може, знаеш, има луѓе што прават добра музика и лоша музика. И вајде тие што прават добра музика имаат многу хит ствари, тие што прават лоша музика се фураат дека имаат хит ствари, врска немаат и тоа е тоа. Слаткар, имам чувство дека некако се презасити од медиуми, од луѓе, од те нема. Некој што се снимам, еве кога се чува, нема што се снимам, плюс ја не сум некој оратор, па да зборам нешто многу. Второ, не се одсегам, брат, дека треба да го зафаќам местото кај што треба, например, да го добие некој млад, нов, наежен пеач или пеачка или глумица, што и да е актер, артист, изведувач. Мене мислам дека ме знае баба од село Кодњаре до Куров ми Ленче, знаеш, и мислам дека нема буквално ми е поише доволен ми е тој YouTube, тие социјални мрежи, брат, што реално ја таргетираат нашата публика, знаеш. Нема мене ми дојде на концерт 60 годишна жена, брат, знаеш. Ми дојде тие што имаат контакт со светската сцена, знаеш, ја пак правам некоја музика што не може баш да ја разбегу секој, више е друго, се менјаат стварите, станува главна тема, тоа дури гледаш Бетлат, Груевски, заед, знаеш, премногу е политизирано све, да тоа е главната тема на јавните личности, ама ете пак јавните личности бетлаат со музиката што ја донесовме. Ние не ја донесовме, ама ние ја изгуравме да стане толку популарна, голема и нормална музика, и тоа што пред тоа беше не нормална музика, беше чудно се, овие не пеат, зборат што е ова, и пцујат и кажуваат тоа што треба да го кажат, не тоа што не треба, што не сме ние баш навикнати многу да го гледаме. Кажи ми, Тајзи беше кај тебе продукција? Што се случи со Тајзи? Добро почнавте, имаше малите дека сте скарани, уствари не сте скарани, јас зборав и со Тајзи, правев интервју. Луѓе, така. Значи ние 2000, да,
2011 не, која година ние се склопивме со тези 2013. И ние имавме 2 годишен договор, 24 месеци, што ги изработивме многу добро. Он ни беше прв такав стран проект, стран проект. Прв пат да земеме артисти да го изработиме така јако. Задни малотене проект ни беше концерт универзална сала. Заврши договорот, седнавме, направивме муабет дека ние поише не знаеме. Нагласивме 2-3 куќи кај нас, ги предложивме ние лично. Ние сме за овој и овој, тоа е само овој и овој, можат поише од нас тука. Знаеш, ние не можеме, пробај со нив, ако садкаш и ние, дури ние исконтактиравме со едниот лейбл и имаше некаков интерес, не се договори или не знам, ама нашиот договор не се заеба, мислам, не се прекрши, нашиот договор заврши. Ние можевме уште да имаме, а тоа што ќе беше само знаеш, ја цел живот сум работел, ако има да се работи, знаеш, ти пари можеш да влечеш, некој можеш да го врзеш, кој што ги врзуваат, пише ми овде у гужва, у ова, у она, и ти можеш да взимаш пари после од тој артист уште години. Ма дали можеш да направиш нешто поише за тој артист? Ние колку што можевме направивме, имаше некоја цена која го познавме, направивме цената пута 3 од тоа пута 3. Здраво, колку пали ова толку, за година дена е пута 3 више. Направивме концерт универсална, кај што многу малце, брат, пејачи може да направи, може барем да 2013 година. Направивме добро го изработивме самиот договор. Седнавме, јас тај си ми е, знаеш, нејќу сега да му кажем гаджки вага, сега ќе направиме, ќе би станеш српска звезда или нешто. Тоа е тоа што можеме, мислам дека направивме голема ствар. Се согласивме, после пробавме нешто аутсорсање, типа буткинг, имавме ше неколку ствари, и ни улета некои други пејачи, ни улета Будугаров, ни улета плюс некои македонци кај што работиме букинг. И целата таа ствар се разводени, иначе он знае од време на време да ми се јави и да, знаеш, целата ствар е, луѓето мислат дека ако некој, знаеш, тоа е исто колку, не знам, 20 луѓе се дружеле ради одредена ствар, ради некоја работа. Ете таа шема, значи не сте биле, вие сте станале другари преку работа, и кога ќе ви заврши договорот за работа, вие малте не сте на лево и на десно. Јас сум му кажал на тајзи дека може да ми се јави било која тоа, увек сум бил коректен, никад не сме се скарале за ништо. Свадбата носи притисокот, ако не си при себе, може да те однесе у пичку матер, може да се фураш дека, знаеш, он бил увек останал приземен, и тоа е тоа што јас сум го научил од некој други, и се надам дека ќе ги научам сите други нови артисти. Слаткар, какви односи со Тони Зен? Го немам видено, кој знае од која. Задниот пат го видов, не нафурен нешто на спорт, тоест на спорт, на плајни, а ја не сум нафурен нешто, се гледаваха по мене. И него не се гледам меч, брат. Не се гледам уопште, иако иноватива знае да
букира по некоја дата и за него некој клуб. Он само се работи и ко диџеј и настапува, не знам точно што и како. И концепт скроз различна музика прави се. Малце по таква музика за умни луѓе почна прави у оваа држава. А мала е бројката на такви. Не дека е мала. Види, секој може да си прави музика. Секој си прави ствари музика каква садка. Ја правам брат музиката што ми се свиѓа мене. Да не мислам дали тоа ќе пройде, освен ако се уигра многу пари за спот и ова, ја се шал. И целата ствар е тоа дека не се гледаме чисто, малце и музички се оддалечивме, а нели кој што ти кажав, тие што ти се пријателите, ако ти се вржани со работа, која престанува работата, се лади пријателството, што не значи дека ние не се саоткаме. Јас сум ти кажал, и со него, и со тај сум функционирал и сум работел и увек ги се, никад не ми сгрешиле за ништо, никад не сум им сгрешил, сум им помогнал, ми помогнале. Тоа се изваредни и малце на број наши хип-хоп, R&B, реге артисти. Не знам како да ги нарачам. Со кого се дружиш што те страдава ако не? Со некој. Не знам со кој се дружам. Види, се дружам јас сум пријател брат со буквално со сите, само не знам кој уште пее од Владче Илиевски ми е пријател. Не знам дали пее, сум чул да пее. И ума настапи. Ај, у джукбокс пее. Супер. Каде у джукбокс пее? У Джубокс има секоја среда настап. Ке го искинаме. Причи ли тоа што андерграунд сцената почна да те плука? Тоест те плука, мислам дека цел живот кога почна ти да пееш ваква музика, комерцијална музика, они плукаат по тебе. Сега брзо беше, не знам, ајде да не ги менуваме ни 20 твои поранешни пријатели соработници, има некој текст лош напишан за тебе? Добро се, тоа е друга шема, тоа е момент на... Зависли, го мора, што е? Не знам што е тоа. Чекај, збориш кој текст за близнаци да збориш. Види се, јас сум бил многу близок со нив, многу. Ако може да плукаат, ако им дава душа да плукаат за мене, ја еле пиеле спиеле со мене, нека плукаат, ја не можам да плукам по нив. Може само да се напнам, а тоа е ментално, ми е многу криво ако тоа дошло од нив, вајда дошло од нив. Тоа е, види се, и тоа ја не го гледам така, пошто сите околу мене го гледа така ко ја е гомна, али ја го гледам кој еден тип на критика, брат, знаеш. Може е критика, може не е плукање. Него не му се свидија тоа и он се изјаснува така. Од една страна, ја тоа го оправдувам скроз, ама што коли има сега онда збори да каже за мене како треба и игнорираме скроз. Сме биле порано, сега не сме биле, скроз ќе го изигнорирам и мене мислиш дека ми се свија све што гледам од тие што ми се пријатели ми биле и ова. Ако не сакам да си правам проблем, не воопште да коментирам, ако ме праша, ќе гледам да не одговорам, ако не можам да не одговорам, ќе го дам тоа мислење. Дека тоа е лошо, не им се свиди или не знам што. Мене ми е многу криво. Мислам, ако би се десило пред година-две, би ми било криво, а сега сум толку ладно гледам на тоа, да. Знаеш како,
ко да кажал било кој друг лош. Не ми е дека кажал некој што ми бил многу близок, па сега, знаеш, нима ја една гомна и пред тоа. Они се добри луѓе, само некад може знае да ги поднесе атмосфера. Знаеш, ако некој се фати и они, ама пак ќе кажам, со нив сум бил многу близок. Дори сум кум на едниот. Толку многу сум бил близок и браво, нека, мислам, браво на тие што се од колонив. Ако утре се скара да знаат дека јавно ќе излезат и ќе им се изнад серат уста, што да кажам. Слаткар, колку сања има влијание на тоа што го правиш, на музикава што правиш, на песни што ги правиш? Не, на самата музика не може да има влијание, освен инспиративно некад. Обично песните што ги правам, што се свиѓаат, не ја неки уопште да ги ставам у албум, брат. Очо не ми се свиѓаат, имаме малце различен вкус и ставови за самата музика. Целата ствар е тоа дека може би влијае некад инспиративно, имам неколку песни напишано за неа. Може би влијае околу самите одлуки, околу самите постапки, самите чекори, самиот бизнис, како да го водам, знаеш, пошто ние мужите сме малце уживај, одни се малце мислати на тоа што не треба да се мисли, а тоа може многу да ти помогне, да не заебеш у некоја постапка или да. Се тоа е рискантно многу, тоа што е коцка бизнес, ако не се коцкаш, немаш ни да добиеш, знаеш, жена е малце стегната, чекај што ако, ама она е еден начин на како се викаше она филтер на стварите у фирма. Да, тоа што не го правам ја, го правам, тоа што не сум го имал никаде ја, го има она се замара, ја се замарам, јас се замарам за нешто што она не се замара и вајдаре и тоа сме многу погоени и пред се имаме добра институција што се вика брака после фирми. А дома ви се поделени луѓето, се знае која машка, која женска работа? Да, до негде. Се знае, сега некад, например, јас сум многу... Ја обично фрлам ѓубре. Што така поише личам ја на ѓубре и поише ми стои ѓубрето. Ја обично фрлам ѓубре, она знае да чисти, да зачисти, храна која може да направи, ќе направи, салати јас знам да правам и јајца на око и тостој. И идам купувам ја со спицок, знаеш, вака кога ќе видиш некој муле у маркет го пратиле од дома, чекај што требаше од вас, ајде од вас, ајде. Ја обично зијам купувам, она готви, она чисти, ја дигам и тоа е тоа. Сад каде уште едно-две прашања за крај. Наскоро кај родители ќе ве видиме? Да, таа ствар е тешко човек да ја испланира, али целата ствар е тоа дека се работи на случајот, Господ е голем, ќе дае само, мислам дека само тоа ми фали у животот за да имам све и да има и одна све. Битно е тоа што имаме стабилен брак, се садкаме, знаеш како не, мислам, садкаме дедица, кој што садка секој дедица, само, знаеш, не викаат
децата не се ебат, децата се прават, знаеш. И за тоа треба време, малце таков самиот период од целава држава е напнат, секој бизнис е више напнат, све е напнато, те гања луѓето и тоа највише те гања луѓето што ти биле блиски, ти се блиски да живееме у таква напната или лицемерна средина кај што немаш време буквално за ништо и глава немаш да дигнеш од што си натрупан со зли мисли. Слаткар, последно прашање, што е следно, што е ново што ќе видиме од тебе? Следно е ова да ви го представам, ова е лименка Energy на кој ми го има сура, тука залепен кога сум Роналдо, Меси или овие што ги има по флашиве. Не се шалам, ова е наша не пијачка. Довек сум имал кеф да имам малте мој бренд на пијалок. Не сум успеал, ова е германски бренд што работи со нас. Моментално имаме 2 години договор до 2017. До 2017 ќе пиеме Energy, мислам дека ќе убава сликава на лименкава ќе го пијам цел живот. Тоа е нов сингл ќе имам уште еден фьючеринг со едни нови момци млади, 2 Бона. Ќе имам се надам до крај на гојна албум кај ќе си ги имам средно проблемите со самите автори, нема да имам проблем, така да не можем да издадам, така да тоа имам многу стари, имам на летото имаме нова турнеја, летна турнеја сладкаристика versus балканистика, ќе биде некој спој на нова што го имаме и ова што ќе го имаме и мислам дека ќе биде интересно, ново и свежо. Много сладко. Нешто ако саш да кажеш, нешто